Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно ново издание на 4 сезони. Денеска специјално за вас ќе направам многу вкусна паштета од пилешки џигер и ќе ја искомбинирам со едно од најпознатите италијански лепчиња кое се вика фокача и ги има освоено непцата на луѓето ширум светот. Гледајте не за тоа што веднаш почнуваме. Квасецот е скоро готов. Секогаш кога почнуваме да работиме со тесто, прво треба да го провериме квасецот. Традицијата овде на Балканот кажува дека ако не секој ден, секој втор ден, нашите баби, нашите мајки прават нешто од тесто. Нашата традиција, вистински ја почитувам, меѓутоа многу различни народи и култури имаат многу убави, вкусни лебови и пецива, а денеска одлучив да направам една италијанска фокача која е навистина препознаена во светот по незиниот изглед, по незиниот вкус, а посебно по мирисот кој го пушта дорека се пече. Фокачата е едно од наједноставните пецива или лепчиња на светот. Наједноставно. Што се ни е потребно? Потребно ни е квалитетно брашно. Јас денеска користам тип 00, брашно кое е богато со многу протеин или глутен и секако има многу висока енергетска вредност. Само 500 грама за почеток и за проба, што би се рекло, нели? Јас многу пати си ме направил, меѓутоа ова важи за вас. Брашното ќе го ставиме во еден длабок сад, 300 мл вода, ќе додадеме околу 70 до 80 грама масло, 10 грама сол. Сето тоа добро ќе го измешаме и ќе го додадеме квасецот, кој претходно мораме да го провериме, затоа што најважен е квасецот кога правиме некое пeciво или некој леп. Едноставно, кога ќе додадеме малце ладна вода и малце шекер во квасецот, убаво ќе го соединиме, штом почне да нараснува, квасните габички се баш онака како што треба да бидат и квасецот е спремен за да го додадеме во останатите состојки. Фокачата многу често и не е само лепче или пeciво. Во фокачата можеме да додадеме и многу различни видови на зеленчуци и зачини секако. Јас денеска ќе ги направам онаа класична, убава италијанска фокача со мали шери доматчиња, со рузмарин, меѓутоа ќе додадам и малце свежа мајчина душица, за тоа што таа секогаш ме потсеќа на пролета. А сега во есен, и те како ми недостига, за тоа што јас навистина сакам топло време, ќе ставам и малце маслинки, без семка, и малку крупна морска сол. Меѓутоа, ајде да почнеме со тестото како што почнав и мора да го завршиме. Тестото за фокача секогаш треба да биде лесно. Значи да не е цврсто замесено, да не е средно замесено, него буквално да биде, да не кажам, и течно. Затоа полека, внимателно, измешајте све, соединете и едно од најважните работи кога правиме фокача е да имаме трпение. Затоа што, ако брзаме, ништо нема да испадне од нашата фокача, верувајте. Затоа, постепено, од која ќе го измесиме сега комплетно тестото, ќе го покријам со најлонска фолија или со платнена крпа и ќе го оставам цел час или 60 минути на собна температура, двојно да го зголеми волуменот. А потоа ќе ви објаснам што све треба да направите. Нашите баби велат дека тестото треба 100 пати да го удриме од маса дорека го месиме, а ја ова тесто не го месам, него само го мешам за да се ослободи глутенот од него. Токму и затоа нашите баби го удирале тестото 100 пати од маса. Еве го сега, овој момент, вака баш, машала, му го свртев и него паметот, а јас се изморив.
Не е лесно кога се работи тесто. Меѓутоа, верувајте, крајот секојаш го краси делото. Сега на крај ќе додадам уште малку маслиново масло. Убаво ќе го измешам уште еднаш. Откако добро ќе го соедините и добро ќе го измешате тестото, ништо полесно. Покрите го со најлонска фолија и оставете го 1 час на собна температура. Додека тестото стасува првиот пат, јас веднаш ќе одам на мојата работна позиција и ќе почнам да ја правам паштетата со пилешки джигерчиња. Французите прават одлични паштети. Ние денеска ќе искористиме француската техника со македонски продукти. Што ни е најважно? Прво, го ставаме моето омилено тавче од аџико да се загрее, а пошто веќе е загреано, додадов во него маснотија. Кромидот ќе го исецкам на месечинки, на тенки ленти, како и да е, и ќе го ставиме да се пржи. Во овој случај воопшто и не е важно, затоа што на крај све ќе ставиме во блендер, добро ќе изблендираме, ќе оставиме да се олади, а потоа ќе го подпечеме лепчето и ќе намачкаме од паштетата. Вистински ќе уживаме со карамелизиран кромит. Паштета од пилешки джигер со карамелизиран кромит. Идеална комбинација според мојот вкус, а се надевам дека ќе ви се допадне и на вас кога ќе го направите сето ова дома. Баш онака како што нашите мајки и баби го прават пилешкото джигерче со кромит, кој ќе го запржиме, ќе го додадеме джигерот, убаво све ќе соединиме. Ево, ми се допаѓа овој вкус секогаш. Ќе зачиниме со сол, бибер и секако дафинка мојот, ама и вашиот омилен зачин, нели? Откако ги додадов зачините, ќе додадам и 50 грама путер и ќе оставам кромидот убаво да се испржи, да карамелизира. Тука е вкусот и тука е магијата на паштетата со пилешки джигери. Кромидот го испрживме и сега ќе ги додадеме пилешките джигерчиња и тие заедно да се испржат. Имаме 100 грама путер, маслац од Бимилк, од нашиот добар пријател Бимилк. Половина ќе го искористам да го ставам во паштетата, додека ја блендирам, а останатата половина ќе ја искористам, откако ќе ја изблендирам паштетата, ќе ја ставам во еден сад и ќе го прелијам од озгора топлиот путер, за која ќе се олади да фати кора, за да не може да навлезе никаква бактерија во паштетата и да можеме во фрижидер на температура од 4 степени да ја чуваме и до 7 дена. Ножевите од аџико се мајка, верувајте, оштри, квалитетни. Видете што прават. Сега, толку добро ќе го исецкам кромидот. Тавчето веќе го ставив да се грее. Видете го тавчето. На нашиот сајт 4сезони.mk има од пиле млеко. Отворете и одберете си едно вакво убаво тавче, затоа што храната што ќе ја сготвите во него е перфекција без мана. Джигерчето си крчка. Јас сега ќе додадам малце масло од која ќе го исецкам кромидот и полека на средна температура ќе почнам да го карамелизирам. Откако ќе почне да поцрвенува или да добива бакарна боја, тоа значи дека од кромидот излегле шекерите и тие всушност карамелизираат. Меѓутоа, кога сакаме карамелизиран кромид, французите велат додајте
малку шеќер и балзамиран оцет од нашите пријатели Витаминка. Киселкаст, убав, кремаст, замерак, дава одличен шмек на сето она што ќе го зготвиме со него и во кое ќе го додадиме. Супер, температурата ја имаме. Тавчето е загреано. Додаваме масло од Витаминка, како и секогаш. И еве го звукот, што многу го сакам. Мојот драг пријател Мауро велеше звукот на љубовта, sound of love. И навистина за еден готвач, овој звук е многу значаен и дава сигурност. Сега ќе го покријам. Еве го, джигерчето е готово. Ќе додадеме 2 листа ловор во него. Ќе додадеме неколку ливчиња мајчина душичка и многу важна работа на крај да додадеме 2 чешниња лук, многу ситно исецкани. Затоа што лукот ќе даде една друга димензија на паштетата, а вкусот на лукот, ја верувам дека сите ние бескрајно го сакаме и уживаме во него. Колку поситно го исецкаме лукот, толку аромата ќе биде појака. А после лукот доаѓа француската тајна што наскоро ќе ја видите. Еве го лукчето. Сето ова добро ќе го промешам. Еве ја француската магија, наречена коњак. Во оваа паштета ќе додадеме и француски коњак, затоа што ќе даде една сосема друга димензија на паштетата. И не заборавете, кромидо треба да биде навистина добро карамелизиран, за паштетата да има потемна боја. Джигерот убаво и тивко си крчка. Кромидот веќе почна да ги испушта шекерите и да карамелизира. Погледнете оваа убавина. Вака треба да изгледа тестото кога правиме фокача. Сега ќе додадеме малце масло тука и ќе додадеме масло во тавата во кое што ќе го печеме. Уште еднаш убаво ќе го измешам во садот по кој што стасуваше. Ќе додадам масло. Велат колку повеќе масло, толку повкусна фокача. Отлично. Може слободно да си помогнете со лажицата да го распостелите тестото насекаде и направете го и ова. Обично оваа доза на тесто со 500 грама брашно ја ставаат во плех 40 на 30 и фокачата испаѓа околу 3 см дебелина. Ама јас се сакам кога е малку подебела. Затоа ја ставив во малце по-мало тавче. Уште еднаш ќе ја покриеме со најлонска фолија и додека ја правам јас паштетата и карамелизираниот кромит, тестото уште еднаш ќе нарасне и треба да пушти меури. Од кога ќе го добиеме тој момент, од озгора ги додаваме маслинките, шерито, рузмаринот, мајчината душица и секако малце морска сол. Сега се враќам на мојата позиција да доправам паштетата затоа што осеќам дека кромидот веќе карамелизирал. Одлично.
Кромидот си карамелизира. Сега ќе му додадам шекер, ќе му додадам балзамиран оцет од нашите драги пријатели од Витаминка. Видете. Оф, шубаво мириса. Секако сол и црн пипер. Одлично. Извадете ги двата листа ловор од джигерот и мајчината душичка. Ставете тавче на оган и ставете го путерот полека да се растопи, меѓутоа не да изгори. Затоа температурата треба да биде пониска од средната температура. За подобар вкус и поголема елегантност на паштетата, ќе додадеме крем за готвење од нашите пријатели од Бимилк. Ќе го изблендирам джигерот со павлаката, а потоа ќе додадам и од путерот. 4сезони.mk е сајтот или нашата веб страница каде што можете да си набавите еден ваков убав блендер. Путерот што ни остана, го ставив повторно на ниска температура и во него ќе додадам свежа мајчина душица. Оф, шубаво. Сега, имам тука две убави стаклени садчиња, кои секако можете да си ги набавите во Аджико. Така. Вака, многу нежно и внимателно, истиснете го воздухот што го има во стаклениот сад, а од кога ќе го направите тоа, прелите го со жешкиот путер, кој ќе има вкусна мајчина душичка. Затворете го и ставете го во фрижидер да се стегне и да фати убава кора. Ајде да видиме докаде е тестото за фокачата. Одлично. Секогаш кога ќе ја вадите најлонската фолија, а тестото е убаво нараснато и залепена за нејзе, бидејќи има маснотија, полека на сец вадете ја, за да не го истегне тестото. Сега, бидејќи сме веќе спремни, ќе ги додадам прво маслинките. Сега ја замислувам како ќе биде испечена шери доматчиња. Можеме да ги пресечеме и на половина, меѓутоа јас ги сакам вака кога се цели. Мајчината душица мириса преубаво. Сега ќе додадеме и рузмарин. Фокачата е одлична, а апаратите за готвење на Фортис се идеални за печење на убави пецива, а и на се друго што ќе посакате. 200 целзиусови степени, 20 до 25 минути. Или моментот е кога фокачата од сите страни ќе добие убава бакарна и сјајна боја. 20 минути се доволни во конвертоматите на Фортис. А во обичната рерна што сите ја користиме дома, верувам дека на 200 степени
25 минути ќе биде идеалното време. Уживајте и додека се пече. Карамелизирано кромитче, паштета од пилешки джигер, нанесете одоздола од кромидот, да даде мала киселост. Одозгора намачкајте убав слој од паштетата. Може да изрендате сирење, да ставите свеж домат, малце краставичка тенко исецкана и бескрајно да уживате. Дали ова ќе биде за доручек или ќе биде за вечера, тоа е само ваш избор. Јас денеска ќе пробам чисто вака, прво да видам каков е вкусот. Морам веднаш да се одјавам, затоа што екипата ќе ми се скара. Сите сакаат да пробаат едноставно, лесно, традиционално и секогаш вкусно. Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека ви се допадна сето ова што го направив и дека вистински ќе уживате кога и вие дома ќе го направите за вашите најдраги. Секако да ве потсетам, никако не смеете да заборавите да ги посетите нашите канали на социјалните мрежи YouTube и секако посетете нашата веб-продавница 4сезони.mk, каде што ќе можете да си одберете се што ви е потребно за вистински да уживате додека готвите храната за вашите најдраги. Се гледаме утре со нови изненадувања, а секако изненадувања ќе има и на нашата веб-продавница, а и за се што понатаму ќе се случува во ова кулинарско или готварско шоу.